Музеот на град Скопје денеска им додели благодарници на дипломатски представништва, институции и поединци, кои донирале или позајмиле предмети поврзани со Скопскиот земјотрес во 1963-та за изложбата што во музеот беше отворена минатата година на 26 јули за одбележување 50 години од земјотресот. Добро дојдовте во Урбаните вести. Еве што ќе гледате. За 2 месеца Скопје ќе добие нов скејт парк. Доделени нови 70 решенија за легализација на дивоградби во општина Бутел. Кампања за заштита на личните податоци, на сигурноси. Нема никаква опасност од поголемо изливање на реки или акумулации во Македонија. Одржан поетски митинг стихови на душата. За 2 месеца скопските скейтери ќе имаат можност да се рекреираат на нов скејт парк, кој ќе работи и во ноќните часови, а ќе биде и бесплатен. Паркот ќе ги задоволува сите стандарди за да се намали ризикот од повреди. Градоначалникот на град Скопје Куце Трајановски денеска изврши увид во градежните работи на новиот скејт парк кој е лоциран на кеот на Вардар, во близина на паркот на франкофонијата. Скејт паркот ќе биде со димензии 50 на 15 метри. Планирано е да има многу елементи кои ќе им овозможат на граѓаните кои сакаат да се забавуваат и да се рекреираат во паркот. Скејт паркот ќе биде со сите стандарди кои се потребни за овој вид на градби, истакна градоначалникот Трајановски. Ќе има многу елементи кои што ќе овозможат да граѓаните кои што сакаат да се рекреираат и да се забавуваат во скејт парк да бидат со ролерки, со BMX велосипеди и со оние елементи кои се други потребни, така да овој скејт парк ќе биде по сите стандарди кои што се потребни за овој вид на градби, така да нема да има проблеми за повредување и слично. Градот Скопје издвои 5 милиони денари за изработка на овој скејт парк и се надеваме дека за 1-2 месеци овој скејт парк ќе биде пуштен во употреба. Сакам да потенцирам дека тој ќе има и осветлување, така да ќе може да се користи во ноќните часови. Ќе има луѓе кои што ќе надгледуваат како ќе функционира ова, за да не се оштетува. Елементите од кои што е направен, кои што ќе бидат од кои што се направени, материјалите од кои што се направени елементите, ќе бидат од водоотпорен шперт, така да и тоа ќе овозможи поголема трајност на елементите на овој скејт парк. Скејт паркот е наменет за ролирџи, скејтбордери и BMX байкери. Љубителите на овој вид спортови ќе може да се рекреираат и во вечерните часови, бидејќи истиот ќе биде осветлен со неограничено работно време и најважно од се, ќе биде бесплатен. Градоначалникот на општина Бутел Петра Латиновски денеска додели нови 70 решенија за легализација на бесправно изградени објекти. Со овие 70 решенија бројката се искачи на 2560 завршени и доделени решенија за легализација на дивоградбите од вкупно 6374 барања. Оваа постапка во општина Бутел се одвива во многу добро темпо и се очекува до истекот на законскиот рок сите барања да бидат решени. Томислав Атанасовски. Во големата сала на општина Бутел, денеска градоначалникот Петар Латиновски додели нови 70 решенија за легализација на дивоизградени објекти. Вкупно досега се завршени 2560 предмети, во законскиот рок во општина Бутел се поднесени вкупно 6374 барања за легализација на бесправно изградени објекти. За потсетување, општинските тимови што работат на легализацијата на дивоградбите имаат обработено уште 800 барања за кои се чека разрешување на имотно-правните спорови. Може да се каже дека повеќе од половина барања за легализација се завршени во општина Бутел. Денеска продолжуваме со нашата активност, она што беше многу значајно, многу битно за граѓаните, за доделување на решенија за бесправно изградените објекти. Сакаме, бидејќи периодот на изборите, не сакаме да ги почитуваме законските прописи и норми, токму заради тоа денеска доделуваме 70 решенија. Сакам да кажам дека денеска бројката достигна над 2560 решени барања за бесправно изградени објекти. Со овој интензитет
на работа, мислам дека многу пред време ќе доколку граѓаните бидат навистина исполнителни, можеме многу порано да го завршиме целокупниот процес за бесправно изградените објекти на територијата на општина Бутел. Во оваа прилика сакам да упатам и да искористам можноста да упатам уште еден апел до сите граѓани на општина Бутел да почнат со постапката, бидејќи еве имат убава прилика и убава можност денес како да делуваме 70 решенија, значи постапката ако почне може да се заврши. Граѓаните се она што посебно ми е драго како градоначелник што граѓаните на вистина се чувствуваат поносни, се чувствуваат сигурни, затоа што нешто што е ветено од страна и на владата на Република Македонија и ние како локална самоуправа обврските ги исполнуваме. Задоволството од оваа постапка е големо и кај граѓаните на општина Бутел и кај вработените во општината, бидејќи легализацијата се одвива со многу добро темпо. Градоначалникот Латиновски апелираше да се искористи поволноста што владата им ја овозможи на граѓаните за продолжување на роковите за доставување на документите, но да не се чека до последниот миг, бидејќи воведувањето на урбанистичкиот ред е во интерес на сите. Граѓаните ќе станат сопственици на нивните имоти, а општината ќе може да донесе нови детални урбанистички планови во кои ќе бидат впишани и ново легализираните објекти, што е и крајна цел на овој процес. Рокот за поднесување на елаборат за легализација на дивоградби е продолжен, па наместо до јуни оваа година, тој ќе трае до 31 декември 2015 година. Дирекцијата за заштита на личните податоци во соработка со осигурителни компании ќе ги информира граѓаните за нивните права на заштита на податоците. Кампањата започна од Скопје, а ќе продолжи и во другите градови низ Македонија. Од денеска започнува кампањата за заштита на лични податоци при осигурување под мотото на сигурноси. Кампањата ја спроведува Дирекцијата за заштита на лични податоци во партнерство со 13 осигурителни компании и 2 брокерски куќи, а со поддршка на Националното биро за осигурување и Агенцијата за супервизија на осигурувањето. Кампањата ќе се реализира низ неколку градови во Македонија, започнувајќи од Скопје, а потоа Гостивар, Битола, Штип и Струга. Одлучивме во партнерство токму со 13 осигурителни компании во Република Македонија и неколку брокерски друштва да ја организираме оваа кампања која што носи мото на сигурноси. А целта е да се објаснат најактуелните прашања кои што се јавуваат кај граѓаните кои што се практично осигуреници, но и она што ние како дирекција го имаме увидено при нашите инспекцијски надзори, а се однесува на базите на осигуреници кои што овие компании ги обработуваат. Во овие информативни материјали, во овие 5 денови кои што ќе се организираат низ Републиката, се опфатени прашањата кои што се однесуваат на задржување на фотокопии од лични карти, фотокопии од пасош, особено од страна или на туристичките агенции. Сега е период кога ќе почнеме веќе почесто да ги посетуваме, па секако дека овие прашања се важни. Не помалку важни се и осигурувањата на живот, значи во овие случаи за полисите кои што ги исклучуваме, често е потребно да дадеме и друг тип на податоци за нас, нашето здравје и така натака, нашите навики. Значи во овие материјали практично се собрани овие интересни прашања кои што се покринати од самите граѓани осигуреници во овој сектор, но исто така се дадени информации каде можат да се обратат доколку имаат некаква поплака, жалба или едноставно им треба информација плюс. Што се однесува до барањата од граѓаните, морам да кажам дека тие се повеќе поднесуваат барања во дирекцијата или представки. Често се случува да поднесат иницијатива да извршиме некаде инспекцијски надзор, каде што тие сметаат дека можеби некоја обработка на лични податоци е неоснована или не се води согласно закон. Но од она што како бројка го имаме од последната година, но и од овие 5 месеци први од оваа година, морам да кажам дека секако предничи повторно бројот на злоупотребите на интернет. На отворените работилници граѓаните ќе можат да се информираат за тоа дали осигурителните и брокерските компании имаат право да го обработуваат нивниот матичен број, да задржат фотокопија од нивната лична карта, да ги откријат личните податоци кон трети лица и слични активности.
Водостојот на најголем дел од реките и акумулациите во Македонија е под просечното ниво, а никаде и двојно пониско, освен реката Пчиња, каде што нивото е поголемо за 1,5 пати од просечното. Нема никаква опасност од поголемо изливање на реки или акумулации. Ова го изјави министерот за транспорт и врски Милијана Киевски по денешната седница на координативното тело за превенција од природни непогоди, која разгледуваше состојбата со водите во Македонија и во регионот. На седницата е донесен заклучок да не се испуштаат дополнителни води од акумулациите во наредните 2 дена, бидејќи денеска и утре согласно информациите од Хидрометеоролошкиот завод ќе има дождови, но не со голем интензитет, а од недела до крајот на месецот ќе преовладува сончево време со повремени локални врнежи. Сакам да истакнам дека водостојот на најголем дел на реките во Република Македонија и акумулациите е под просечното ниво, освен реката Пчиња, каде што нивото е 1,5 пати повеќе него просечното ниво од месец мај. И затоа ние како координативно тело се насочивме кон активности на реката Пчиња. Донесовме заклучоци, Дирекцијата заштита и спасување во соработка со општините денес превземат превентивни мерки, бидејќи се очекува наредните денови водите кои доаѓаат пред се од соседна Србија го зголемат дополнително ниво на реката Пчиња. Имав и телефонски разговор со градоначалниците од Петровец, исто така и со представник од општината Куманово, бидејќи градоначалникот не е во Република Македонија. Како и да е, денес ке се преземат превентивни мерки. Донесен е заклучок да не се испуштаат дополнителни води од акумулациите наредните 2 дена, бидејќи согласно информациите што ги имаме од Хидрометеоролошкиот завод, денес и утре ќе има дождови, но не со голем интензитет. Значи, заклучокот е да не се испуштаат води пред се во акумулацијата Калиманци и хидросистемот Злетовица. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Димовски рече дека во изминатите 10 дена по последните поплави во источниот дел од државата, особено во атарот на општината Чешиново Облишово, дојде до исцедување на водата и нејзино повлекување во коритото на Злетовска река. Министерот Димовски најави и дека следната недела ќе се одржи средба со пчеларите за да се најде решение за надминување на проблемите со кои се соочуваат поради временските прилики. Прво морам да кажам дека во изминатите 10 дена од последните поплави пред се во источниот дел од Република Македонија, особено во атарот на општината Чешиново Облешево, дојде до исцедување на водата и до нејзино повлекување во речното корито на Злетовска река. Оттаму и упатството од денешниот состанок до хидросистемот Злетовица да се воздржи од било какво испуштање на дополнителна количина на вода од акумулацијата. Истото се односи и за акумулацијата Калиманци. Ситуацијата е стабилизирана, дотолку повеќе што сега веќе и самото водостопско предпријатие Брегалница работи на реализација на планот за дистрибуција на вода за потребите на оризовите полиња. Сите оние штети кои што беа околу натлачувањето, односно наталажувањето на мил на одредени површини, ама тоа станува збор само за 2 хектари во атарот на селото Лепопелци, е санирано. Останатите површини се сосема во добра кондиција и сите земјоделски активности со оглед на околностите се одвиваат во најдобар ден. 20 поети од Македонија и од странство читаа стихови во рамки на поетската манифестација "Стихови за душата", која се одржа вчера во Домот на култура во општина Илинден. Во Домот на култура Илинден, во населбата Илинден, вчера се одржа централниот настан од 15-тата јубилејна литературна манифестација Илинден, поетскиот митинг "Стихови за душата". Манифестацијата ја збогатија 20 написатели од Македонија и од странство, кои пред многобројната публика се представија со своји песни, некои од нив за прв пат прочитани. Поетскиот митинг "Стихови за душата" го отвори градоначалникот на општина Илинден Жика Стојановски, кој не го криеше задоволството што оваа поетска манифестација, која започна во чест на починатиот поет од општина Илинден Драган Крушкаровски, го одбележа 15 годишниот јубилеј, прерасна во традиција и представува престиж за сите кои се дел од неа. Започна пред 15 години во чест на починатиот поет од општина Илинден Драган Крушкаровски
и оваа денес препознатлива манифестација уште еднаш ја оствари својата цел интензивирање и промовирање на современите културни достигнувања. Во изминатите 15 години на сцената на литературната манифестација Илинден се представија многумина писатели, поети, доајени на пишаниот македонски збор, кои што ги поставија темелите на оваа манифестација, оставајќи траен, неизбришлив белег кој е патокас на генерациите што доаѓаат. Многумина вложија многу труд за да го постигнеме нивото што го имаме денес. Тоа е и нашата цел и обврска да се трудиме оваа манифестација од година во година да биде што подобра, да внесуваме нови содржини во кои што ќе се пронајдат сите генерации. Радува и податокот што оваа манифестација е одскочна даска за многумина денес веќе познати писатели и поети. Токму на оваа манифестација ја прочитаа првата песна, а денес зад себе веќе имаат по неколку издадени книги. Стихови за душа рецитираше амбасадорот на Унгарија во Македонија Јозеф Бенце, како и поетите Ѓорги Барбаровски, Иван Чаповски, Бранко Цвитковски, Борче Панов, Елена Принџова, Филип Клетников и Игор Трајчев од Македонија, а присутни со своји рецитали беа и гостите од Бугарија Димитар Христов и Владимир Луков, Ана Багрејана од Украина, Јерка Тод Наумова од Хрватска. Нека расте, о Боже, родот убав мој. Како звезда јас да огреам, песна да му запеам. Ска плодно семе јас да посеам, да се роди жито медено, вино зрело сведено. Кольорове муліне, ніби священний знак, між пальців пропускаючи, ретельно перебираю. Жовте – сонце, завжди вгорі має бути. Блакитне – небо, його ще й у воді побачити можна. А може би и двајцата имаме право на иста перница. И едниот и другиот не можеме без рамен камен под главата. И взаемно вдишување на заедничкиот воздух, кој може би излегува од иста уста. Ке прорече сонот една бесконечност неизменична, тука меѓу осаменоста и распнатиот далечен звон. Резови на стравот. Накрсто млодилото и разумот сонот зароби мисла. Полночен прескок, еднолично очукување. Mert csak ruha és póz, amit leveszel. Tekints sorsodra külső szemmel, hallgass a hangra szeretettel. Mikor döntésed hasztalan, szíved hideg és zajtalan. Веќе се вардам гласно да се одушевувам од поезијата како некогаш, кога откритието во песната ми беше доволен оган цела ноќ да останам сам и се да се осветли и вжешти, во празно поле со векови да молчам, вселената да ме прогласи за пулсар. Дедо, со кожата веќе залепен за коските како за сопствената смрт, не сакаше да гледам. И само Тивко ми рече, премногу porasztatnak a másod kor. Sötét szobában ülök, előttem rácsos ablak, nem töri át a napsütés. Csak az vigasztal, hogy a sötétség körülhatárolt, nem tud terjedni, mint a fény. Zauzdajte si ги сопрузите, жени. Знаете, мажот е пуштен од ланецот. И Џивџи навистина го биде мацолот. Затоа не го напушта кафезот. Затоа што само таму, во кафезот таму, само таму е нејзината слобода. Поетскиот митинг заврши со додавување благодарници и признанија и културно-забавна програма.
Тука заврши првиот дел од урбаните вести, а во продолжение спортот. Капитинот на Барселона Карлос Пујол официјално ја заврши кариерата. Вечерва стартува Final Four турнирот во Милано од кошаркарската Евролига. Спортот е по регламите.